Hapësira në intervistës në lajme sot do t'ja kushtojmë digitalizimit dhe sigurisë kibernetike. Me mua në studio është Ministri për Transformim Digital Stefan Andonovski. Министре, добро дојдовте во ова интервју Балсат. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи. Живееме во време на дигитална ера каде што и ризиците се многу големи. Пред неколку дена повикавте на граѓаните да не испаднат во измамите во Viber и Telegram, каде што се земат нивните лични податоци. За што станува збор конкретно, какви измами, дали е откриено и од каде доаѓаат? Веќе неколку денови, особено на социјалната мрежа Telegram, но и на другите социјални мрежи, предходно беше еден бран на месенџер на Facebook, стигнуваат пораки кои ви велат дека вашиот профил треба дополнително да се верификува и треба да го ставите своите лични податоци и лична карта или кредитна картичка. И со кликнување на овие линкови, граѓаните ги носи до лажна веб страница која се представува дека оваа социјална мрежа и таму ги оставаат податоците на некој од нив. Затоа беше мојот апел да внимаваат граѓаните дека сите овие пораки во 99,9% од случаите се лажни. Скоро никогаш Telegram, Viber или социјалната мрежа Facebook нема да ви испрати таков вид на порака кој што треба да оставите ваша лична карта или кредитна картичка. Дали е направено некој вид на истражување од каде доаѓа? Дали се овнатре во државата или од надвор? Не, направивме една анализа, не се случаја само корисниците од државата, сите корисници се засегнати од овие состојби. Ова најчесто се случува кај некомерцијалните социјални мрежи, таму каде што не се плаќа за учество на нив, затоа што тоа е начин како определени групи сакаат да приходуваат. Со крадењето на податоците, нивната злоупотреба сакаат да приходуваат. Тука е многу важно, затоа што сите имаме социјална мрежа, сите користиме некаква социјална мрежа. Граѓаните обично, оние кои што не разбираат англиски јазик или потешко се снаоѓаат со апликациите, да не кликнуваат на пораки кои што дајат од непознат испраќач. Тоа непознат испраќач е секој оној кој што вие лично не го познавате, независно дали личи дека е Пошта на Македонија, дали е државна институција, дали е определена банка, да ги проверуваат 2 пати, 3 пати податоците пред да реагираат, се што ќе им биде сомнително да го пријават во Министерството за внатрешни работи. Дали имате некој вид на анализа колку граѓани испадна жртва на овие измами? Вакви податоци нема за оваа група на пораки, но мислам дека успеавме делумно да превенираме со тоа што апелираме. Тоа ни стои на располагање. Нема зголемен број на пријави кон Министерството за внатрешни работи според моите податоци, но овие работи се случуваат постојано и ќе се случуваат во бранови и за очекување ќе се случуваат и повеќе. Дали може да се превенират со други алатки, освен апелот во социјалните мрежи? Скоро да не постои друг начин на контрола. Секако, особено кај апликацијата Telegram, вас не ве пребаруваат по вашиот мобилен телефон, по мобилниот број, каде што е малку потешко, туку ве пребаруваат по вашиот акаунт или корисничко име кој што го користите на таа социјална мрежа и на тој начин се злоупотребуваат. Колку чести се кај нас овие измами, освен овој случај? Јас само случај? денеска добив 3 такви пораки. Вие лично? Да, јас лично, само денеска. На дена кажувам за изминатите денови. Така што навистина чести се. Мислам дека колку повеќе ги користите социјалните мрежи, толку почести се ваквите случаи. Како до поголема сајбер безбедност во нашата земја? Дали работите на тоа? Предпоставувам дека ќе кажувате дека работите. Што конкретно е превземен во овој период, доколку вие сте министар? Во декември ја донесовме националната стратегија за сајбер безбедност. Стратегија како стратегија не значи многу ако не ја имплементирате, затоа за прв пат оваа стратегија има вградена во незе и акцијски план, заедно со индикативен буџет со обврски за институциите. Поаѓа од една теза која што е нова во светот на сајбер безбедноста, дека таа е обврска на сите нас. Не е обврска само на една институција да се грижи за останатите или пак на еден човек да се грижи, да речеме, за целото семејство. Секој од нас како што е внимателен во сообраќајот, да речеме, има сообраќајна култура, така ова е наречена сајбер хигиена, која што секој од нас треба да внимава при користењето на мобилните алатки или на компјутерите, затоа што заканите се почести и почести. Порано стануваше збор за грешка во систем, па може да се настане некој проблем да ви падне системот и така натаму. Сега станува збор за намерно злоупотребување на овие начини, на овие алатки, на овие и директна штета на граѓаните и можеби и на нивниот џеп. Таргетирано се цели кон граѓаните и кон институциите. Што значи обврска на секоја институција според стратегијата е да преземе мерки на заштита, кои што кажуваме какви се, имаме и план за заштита на институциите.
секогаш да бидат последните лиценци, најновата лиценца да биде купена. Никогаш да не се користат на антивируси кои што не дават соодветна заштита. Да се внимава дека при развојот на софтверот тој внатре да има вградени механизми на заштита. Видете, проблемот е посуштински затоа што до сега немало закон ниту за сајбер безбедност, ниту обврска на директорите, на менаџерите, на институциите да се грижат и за сајбер безбедноста на системите. Јас често го кажувам примерот со пожарите. Ако се случи пожар во некоја институција, виновен е менаџерот ако немал соодветен противпожарен апарат, безбедносни механизми, стандарди како се постапува, затоа што не е само несреќа, тука е и човечка грешка. Но ако имате сајбер напад на институција и тие податоци се заклучени и државата треба да плати или институцијата, тогаш нема обврска на менаџерот. До сега барем немаше обврска на менаџерот. Не одговара за ова. И ако има апсолутно сајбер напад, до сега немало немаше никаква законска одговорност на менаџерите. И со сајбер законот, со законот за сајбер безбедност, но и со другите закони кои што ги изменивме во мојот домен, на моето министерство, ние претпоставуваме инспекцијски надзор и обврска на менаџерите на институциите да одговараат доколку не ги спочитувале законите. Дали има волја кај институциите да го спроведат ова, имајќи предвид дека и вие сами кажавте пред некое време дека во многу институции има руски антивируси и не се апдейтирани? Многу често се случува да имаме неапдейтирани системи и тоа порано беше оставано се додека функционира не го менуваме. Тоа беше ставот. Затоа што сајбер нападите не беа толку чести. Процентот на сајбер напади на Балканот е зголемен за 40% секоја година. Што значи дека бројот на сајбер напади ќе продолжат, не е за очекување дека ќе се намалуваат. И се надевам дека и свесноста на менаџерите на институциите ќе се зголемува. Често тоа било или од незнаење или несоодветен кадар кој што е вработен, но особено внимание ќе мора да се посвети на овој сектор затоа што заштитата ќе биде поважна, превенцијата ќе биде поважна од тоа потоа да се справувате со ефектите, затоа што сите нашите податоци се таму на сервери на институциите. Системите на самата институција се сместени на тие сервери, ако паднат тие сервери, навистина е сериозен проблем. Во последните месеци, можеби и години, видовме големи последици од овие напади. Во овој случај зборувам за најавите за бомби во училиштата. Зошто е толку лесно и толку млади лица, како тие што беа уапсени пред неколку денови, да праќат такви најави за бомби и да предизвикуваат таков систем на страв кај учениците и кај директорите и кај наставниците? Прво затоа што мејл адресите заради транспарентност на училиштата се јавно објавени. Секој може да има пристап до мејл адресата на определено училиште. Не се направил напор во минатото да тие не комуницираме со училиштата преку мејл, туку преку форми. На нивната веб страница да кликнете на формата, да го оставите своето име, презиме, имејл адреси, да ми испратите порака. Туку сме оставиле на имејл адреси отворени. И второ, затоа што навистина е лесно да испратите мејл од нова, непозната мејл адреса, но видовте дека МВР успешно се справи со тој предизвик и ги најде. Иако беа деца, ги најде затоа што тие не можат да ги сокријат своите траги. Вие во дигиталниот простор оставате трага исто како да чекорите во снег. Овие посериозни хибридни закани кои што се случија претходно минатиот месец, тие се посложени затоа што ги извршуваат луѓе кои што се навистина високо квалификувани и често прескокнуваат на различни сервери во различни делови од светот. Дали е тоа Африка, континент или Азија или некои, да речеме, делумно знаат да бидат и од Кина. И ова доаѓа како напад, хибриден напад врз државата, врз системите на државата. Има Министерството за образование едно упатство како треба да се однесуваат училиштата. Го ревидиравме и ние и Министерството за внатрешни работи, имаме дополнителни информации кои што ги споделивме. Ќе мора да се менува начинот на кој што комуницираат училиштата со јавноста, за да не дозволуваме да било кој може да испрати порака без ние да го знаеме трагот на тоа лице, исто како што се заштитуваат сите посериозни системи каде што оставате форма за комуникација. Ке смениме малку тема и ке зборуваме за онлайн игрите на среќа. Земене некоја активност за промена на законот, меѓутоа има околу 160 нелегални приредувачи на онлайн игри на среќа. Што ќе преземе владата и вие како министер за ова да не се случува и да немаме веќе вакви нелегални игри на среќа? Пандемија е тоа што се случува со игрите на среќа. Нашите граѓани се заразени од оваа пандемија, особено младите, особено тинејџерите, кои што немаат наполнето 18 години и не можат да учествуваат во игрите на среќа кои што се организираат јавно во градовите, односно не е легално тоа да го прават, па
го наоѓаат овој онлайн начин преку овие нелегални приредувачи на онлайн игри на среќа. Кажавте 160, бројката станува се поголема и поголема, дури често се формираат нови сајтови секој ден. Суштинскиот проблем тука е што таму се користат кредитни дебитни картички на граѓаните, кои што не знаеме каде се испраќаат како податок, име, презиме и други информации од лична карта на граѓаните. Исто така не знаеме каде се испраќаат. Се поврзувам на ова што го зборувавме прво со групите на социјалните мрежи, со пораките. Овде граѓаните сами ги даваат своите податоци и тие податоци често потоа се злоупотребуваат, па се крадат пари од тие картички, не знаеме каде се трошат и така натаму. Ние со измените на законот за електронски комуникации ќе ги забраниме сите нелегални приредувачи на онлайн игри на среќа во соработка со Агенцијата за електронски комуникации и граѓаните нема да можат да пристапуваат на овие сајтови. Не е помал проблемот кој што се спомнува дека милиони, десетици милиони евра се излеваат од државната каса на овие нелегални приредувачи. Се креира впечатокот дека намерно се дозволуваат да функционираат овие игри на среќа нелегални и дека државата може усвари да ги блокира, но не го прави тоа намерно. До сега нема можност. Според законот до сега мора да имате судска одлука за секое блокирање на веб страница. А во овој случај е многу тешко да стасате до судска одлука затоа што вие не можете на некоја страница која што е регистрирана во Малави или на Сејшелските или Кајмаканските острови да ги тужите и да добиете случај пред суд затоа што едноставно никој нема да се валидира. Јас се обидов и на еден друг начин на 3-4 најголеми приредувачи кои што се светски познати и ми испративме цели досија со кои што можеме да настапиме пред судовите и апелиравме на нивната свест и совест да не приредуваат игри на среќа во Македонија затоа што никогаш не аплицирале или не добиле лиценца. Никаков одговор немаше и затоа преминавме кон ова решение. Бе ние со административна забрана предложиме до АЕК со налог АЕК на телеком операторите да ги забранат овие нелегални приредувачи на игри на среќа и веднаш да им кажам на граѓаните, ние ќе се бркаме со овие нелегални приредувачи. Ќе се формираат нови веб страници и ние секоја од нив ќе укинуваме една по една. Имаме развиена методологија како ќе стасаме до сите кои што се организираат. Имате капацитети за колку време можеби ќе можете да ги ставите под контрола? Законот го обврзува министерството и министерот да изготви подзаконски акт налог во рок од 90 дена, но моите служби се навистина посветени и им честитам за нивната работа. Сме подготвени веднаш по стапување во сила на законот да ја изготвиме методологијата и мислам дека во рок од првиот месец ние веќе ќе ги имаме првите веб страници забрането. А потоа ви кажав ќе се појавуваат и ние една по една ќе ги забрануваме. Сакам малку да зборуваме и за дигиталните пари, стануваат се покористени. Планирате да го регулирате и овој аспект и граѓаните да можат да имат дигитален паричник и со тоа да платат редовно во државата? До сега пристапот бил да не се регулираат во смисла ниту се забранети, ниту се дозволени. И ние имавме, иако е во домен на Министерството за финансии и навистина стручноста е многу повеќе таму од колку што е кај мене, сметам дека светот се движи во насока на постоење на електронски валути и треба да е тема на која што сериозно треба да размислуваме, затоа што не можеме да се опираме на она што е веќе тренд во светот повеќе од 10 години. Не е нешто што се појавило една година па пропаднало, тука е нешто што трае, но истовремено според мене треба да бидеме внимателни, затоа што не треба да создадеме дополнителен проблем. Ние долго време како општество се справувавме со нестабилноста на банкарскиот сектор од 90-тите години, со тие штедилници, пирамидални штедилници, па потоа банките и нивната трансформација и конечно имаме систем кој што функционира. Имаме банки кои што одат кон дигитализација, се развиваат, кредибилни се, почитувани се во општеството како сектор и не треба да направиме ништо да го разрушиме тој систем. Но сепак, ако целиот свет развиен се движи кон електронските услуги, кон електронските валути, мислам дека ќе биде грешка да не размислуваме и ние во оваа насока. Веќе премиерот подолго време зборува на темата, но внимателни сме да не направиме чекор кој што може да влоши состојбата. Не брзате во овој чекор. Во крај, собранието има обврска во рок од 6 месеци да го измени законот за електронски комуникации според Уставен суд. Има повреда на уставното право на граѓаните, бидејќи нивните податоци, како метаподатоци од операторите, телефонските оператори, се чуваат повеќе од 12 месеци. Според нив, ова не е уставно, бидејќи можеби ќе се злоупотребуваат тие податоци. Овој рок ќе поминува од 6 месеци, ќе поминува за брзо. Дали ќе се регулира ова и зошто на операторите им треба да ги чуваат овие податоци 12 месеци? Ова е
потекнува од потребата на безбедносните служби да спречат насилен криминал или криминал од повисоки размери и треба да бидат безбедни граѓаните, дека никој не ги злоупотребува нивните податоци и тоа се мета информации, практично не се име и презиме на граѓаните, вака да бидеме појасни, туку тоа се податоци за фреквенција на повици, како тие повици се движеле, како тие пораки се движеле. Нема табулати на разговори или содржини? Воопшто нема стенограми и табулати на разговори, никој не може да прочита што некој разговарал или да слушне што некој разговарал, треба да бидат безбедни граѓаните, но со измените на Законот за електронски комуникации, поголемата измена, односно новиот закон кој што ќе биде донесен скоро, ќе го регулираме и ова прашање. Во разговори сме со повеќе институции од безбедносниот сектор и секако со агенциите за заштита на личните податоци на граѓаните, нема да дозволиме злоупотреба на податоците на граѓаните, нека бидат спокојни. Ќе се намали рокот? Но од 12 треба да ги видиме разговорите кои што стручни служби ги водат и да видиме кој е начинот кој што ќе гарантира безбедност на граѓаните и на нивните лични податоци, но во исто време не смееме да им ја земеме алатката на безбедносните служби да спречат насилен криминал, тероризам или поголеми криминали кои што се однесуваат на злоупотреба на граѓаните, на буџетите и така натаму, а со такви некои измени може би завлегли во тој дел. Министре, ви благодарам многу за ова интервју. Благодарам многу на поканата.